Струмица и Гевгелија веќе ги примија првите бегалци од Украина. Две лица од Украина, мајка и ќерка, се веќе сместени кај своите пријатели во Струмица, а 16 украинци се кај своите роднини во Гевгелија и Богданци. Во моментов, на територија на општина Гевгелија престојуваат 9 граѓани од Украина. Двајца од нив се од Одеса и веќе побарале статус на мигранти и засега се сместени во приватен објект, а една е повозрасна жена и сместена кај нејзина роднина. 6 пак се во Богданци. Пристигнати лица од Украина има и во Струмица. Утрово ги контактиравме, но поради здравствени проблеми не можевме да оствариме и средба. Прием на лицата е направен од Црвениот крст. Неопходната помош и поддршка им била овозможена, а лицата веќе се со своите блиски пријатели и роднини. Веќе ги имаме првите евидентирани лица, кои што во моментот побараа помош, значи во гардероба и во храна, во контакт со членовите на своето блиско семејство. Покрај неколкуте општини од југоистокот бегалци има и во Скопје Прилеп. Засега во земјава се сместуваат генерално во семејства или пријатели. Постојаните капацитети кои возможуваа хуман пристап и третман на бегалците од Сирија, Авганистан и бегалци од Блискиот Исток, Винојук во Гевгелија и Табановци, речи си и да не се останати празни. Зоран Лазаревски, раководител на Центарот за управување со кризи во Гевгелија, вели дека постоечките капацитети се за транзит на бегалци, но не и за престој. Доколку се реорганизираат и се создадат услови за сместување, ќе се смени сликата за понатамошното справување, како со оваа криза, така и со евентуално нова мигрантска криза на територија на Македонија. Од транзитните центри во земјава потсетуваат дека во земјава се уште важат и ковид протоколите за сместување, односно само по 2 лица во контејнер.